Државниот архив на Република Македонија го чува пишаното паметење на државата, илјадници документи, писма, фотографии и записи кои сведочат за различни периоди од нашата историја. Документи кои бараат соодветна грижа. Времето, влагата и начинот на чување честопати оставаат траги врз сите овие вредни материјали. За да ги одржуваат во живот и покрај сите овие околности во Државниот архив, постои лабораторија каде стручни лица, внимателно преку процес на реставрација и конзервација, им даваат нов живот на документите, чувајќи ја меморијата, историјата и културолошката вредност на самите документи. Добро утро и добро дојдовте во лабораторијата за конзервација и реставрација на архивски материјал. Значи, ова е местото каде што се продолжува животот на документите кои ја носат правната историска меморија на државата. Значи, нашата работа е стручна интервенција, бидејќи со цел да се заштити оригиналот без да се наруши неговата автентичност. Значи, секој документ што го обработуваме представува сведоштво за едно историско време. Конзервацијата не е само техничка постапка, туку е одговорна за минатото и инвестиција за иднината. Најчесто работиме со матични книги, судски и административни документи, стари писма, стари ракописи, мапи, фотографии, планови. Значи, тоа се документи кои имаат историска, правна или културна вредност. Во лабораторијата на Државниот архив на Македонија доаѓаат документи од различни времења и во различна состојба. Секој од нив со различно оштетување, кои бараат реставрација и конзервација, вели конзерватор-консултант Тула Јадеми. Документите што се носат кај нас најчесто се со механичко оштетување, со пукнатини, со дамки, со недостаток на делови од документот, кршливи, силно закиселени, со биолошко оштетување, со оштетување од несоодветно складирање. Значи, возраста не е единствен критериум. Реставрираме материјали кои се над 150 и 200 години. Има и од поновите документи. Најстарите документи ни се од 18-тите и 19-тиот век. Степенот на оштетување одредува колку време ќе биде потребно документот да се врати во нормална или барем максимално што е можно повеќе сочуван и поправен. Процесот на реставрација и конзервација има свој терк, а некогаш тоа трае неколку часа, еден ден, една недела, а понекогаш и повеќе месеци. Времетраењето на документот зависи од степенот на оштетеност и од форматот. Например, може да трае од неколку дена до неколку недели, па имаме и покомплексни ракописни книги кои може да траат и со месеци. Процесот ги опфаќа двата процеса, конзервација и реставрација, каде целта е да се враќа првобитниот изглед на документот. Како прво правиме, откако ќе дојдат документите од депоата, ние си правиме првична проценка и степен на оштетеност. Значи, и со која постапка ќе постапиме врз документите. Како прво правиме обезпрашување на документите со овие четки, па после преминуваме и на отстранување на нечистоти со овие гума што се во прав. Откако ќе чистиме документите, ќе правиме некој тест на микрокапка, да се види дали мастилото е растворливо во вода или не е растворливо во вода. Додека не е растворливо во вода, може да се преминува на постапката на капење, каде се прави во водена средина, се става и калциум хидроксид како хемиски реагенс. А додека документот е со растворливо мастило, тогаш неутрализираме само со раствор од бариум хидроксид. Откако ќе завршиме со
чистењето на документот преминуваме на фазата на реставрација, каде гледаме дали има празнини документот, додека има празнини си пополнуваме со јапонска хартија и со помош на метилцелулоза како лепило, или ако има само пукнатини, тогаш само со филмопласт. Откако целиот процес се завршува, преминува во пресата, каде се израмнува документот и тоа. Конзерватор Маријан Костовски вели предизвикот за секој конзерватор е јасен. Да го врати документот колку што може најблиску до оригиналната состојба. Најголем предизвик, значи, за еден конзерватор е да го врати во колку што е можно првобитна состојба документот. Целиот процес на конзервација и желбата на конзерваторот е да успее да го сочува колку што е можно повеќе, дали има текст, слика или било каков оштетен дел, што е можно повеќе да го сочува. Често се случува документите кои доаѓаат во лабораторијата да бидат во исклучително лоша состојба и нивното спасување често знае да биде како сложување сложувалка. Така, како конзерватори, ние често се сеќаваме со такви документи поради неправилното чување на документите и во несоодветни услови, значи со посебна влажност, од механичка оштетувања, глодари и така натаму, пробуваме да ги сачуваме, да ги зачуваме колку што е можно повеќе и да им ја вратиме првобитната положба, состојба на документот. Значи го стабилизираме со посебни хемикали, вршиме лабораториски анализи, правиме пеха испитувања на самата хартија, колку е незината киселост, колку е незината оштетеност, и така постапуваме во незиниот процес на конзервација и реставрација. Многу оштетени документи доаѓаат, пробуваме да ги сложиме како слагалица и да ги стабилизираме и колку што е можно да ги сочуваме. Низ рацете на конзерваторите во Државниот архив поминале документи од 12, 13, 14 век, па се до најнови документи од претходниот и овој век. Секој со своја приказна и значење. Вака, како државен архив, во него се чуваат најбитните документи за историјата од државата. Значи, најстариот документ што го имаме ние во државниот архив што се чува е од 12 век, тоа е црковен документ од Евангелието на Лука. Како, например, еве оваа книга, што моментално ја имам пред мене, е црковна книга која што е конзервирана и реставрирана од колегите. Таа е книга од манастирот Свети Јован Бигорски од 16 век. Исто така имаме и фермани, турски, кои што можете да ги видите, со позлатени ливчиња. Тие се исто од турскиот период. Нека љубавна или не знам каква нашите колеги од секторот за средување од османлиски период, они ги читаат, ги запишуваат и ги средуваат овие документи, ние ги конзервираме и им го продолжуваме животниот век. Освен конзервација и реставрација, со цел зачувување на материјалите, Државниот архив врши и дигитализација на сите важни документи. Купниот материјал, после конзервација, после средување во колегите во другите одделенија, се врши дигитализација на целокупниот материјал, за да може да се зачува за идните генерации. Одделението за дигитализација е одделение кое што се бави само со дигитализација на материјалот од архивскиот материјал во Државниот архив. Секој од нас кој ќе пронајде некој документ кој има свое значење, може да го однесе во Државниот архив, да се договори околу начинот на превземање и истиот ќе биде соодветно третиран. Ние како архив сме отворени за соработка со сите, дали биле физички лица, дали биле правни лица, дали биле фирми, државни институции можат слободно да не контактираат, има одделение за проценка на архивски материјал, дали се врши со откуп, дали се врши со подарок. Оние одредуваат, значи го одредуваат тој тип и ние
како архив им гарантираме дека документот оставен, поклонет, купен, откупен, дека ќе биде на соодветно чуван и соодветно дигитализиран и конзервиран. Откако ќе заврши целиот процес, документот се витка во посебна хартија, се спрема во соодветно одбележена кутија и се носи во депото на Државниот архив на Македонија.